Во Македонија е измислена кирилица. Не, Македонија има две знамиња. Го смени своето име покрај тоа што мнозинството луѓе не го прифатија. Здраво фелографери, здраво јутјубери, здраво социјални мрежи, јас сум Бобан Фело, а вие гледате Фелографи подкаст. Во денешната епизода на Фелографи подкаст ќе зборувам за Македонија. Иако е мала земја, Македонија секогаш знае да ни изненади, за добро или лошо, кога се споредуваме со други земји. Сепак, има многу интересни факти кои ја прават Македонија посебна. Па да видиме дел од фактите, а вие во коментар пишете ми кој факт највеќе ви изненадил и не заборавајте subscribe, лайк и шер на видеото. Втората најпланинска земја во светот е Македонија. 85% од територијата на Македонија е покриена со планини. Ова ја прави Македонија втора најпланинска земја на глобално ниво. Заостанува зад Црна Гора, уште една балканска земја со 89% од нејзината територија покриена со планини. Македонија има и 34 планински врвови над 2000 метри. Овој факт ја прави Македонија земја со најмногу планински врвови над 2000 метри на квадратен километар. Македонија е една од најстарите населени региони во Европа. Луѓето живееле на територијата на денешна Македонија пред 7000 години. Сепак, првите траги на организирани градови датираат од 808 година пред нашата ера, кога династијата Аргеади ја контролирале оваа област. Низ историјата, Македонија гледала како најмоќните империи во Европа се издигнуваат и паѓаат. Македонија била дел од империјата на Александар Македонски, Римската империја, Византиската империја, Отоманската империја и од Југославија. Конечно, Македонија ја добива својата независност во 1991 година. Толку е стара што е дом на делови од крстот на кој бил распнат Исус Христос. Македонија е православна христијанска земја која е дом на повеќе од 1000 цркви. Еден од необичните факти за Македонија е дека во трите од нив може да се најдат делови од крстот на кој бил распнат Исус Христос. Сите три цркви ги користеле деловите од крстот во своите темели, а сите три се фасцинантни примероци од средновековната архитектура. Првата црква е Света Богородица Пречиста во Кичево, друга е Свети Јован Бигорски кај Гостивар, а третата е Свети Ѓорѓе Победоносец во градот Дебар. Зборувајќи за црквите, Македонија има град со 365 цркви. Охрид е мал град на југозападот на Македонија во кој се наоѓаат 365 цркви, по една за секој ден во годината, што несомнено е нешто што воопшто не сте го знаеле за Македонија. Некои од овие цркви се напуштени, но Охрид е веројатно градот со најмногу цркви на метар квадратен на глобално ниво. Градот исто така е единственото македонско светско наследство на УНЕСКО. Главната причина Охрид да биде дел од УНЕСКО е Охридското езеро, едно од најстарите езера во светот. Со максимална длабочина од 288 метри, Охридското езеро е најдлабокото езеро во Европа, но е и едно од најстарите во светот. Според повеќето научници се проценува дека езерото е старо повеќе од 4 милиони години. Дополнително, во Охридското езеро живеат повеќе од 200 ендемични видови и од тука не е ни чудо што езерото е дел од листата на светското наследство на УНЕСКО. Македонија е дом на една од најстарите обсерватории во светот. Поред НАСА, Кокино е една од најстарите вселенски обсерватории во светот. Локалитетот датира од бронзеното доба, а луѓето го користеле за наблюдување на Вселената уште во 19 век пред нашата ера. Локалитетот се простира на 30 хектари, се наоѓа на околу 30 километри од градот Куманов, а македонски научник го открил во 2001 година. Прашање на време е кога и овој локалитет ќе биде дел од наследството на УНЕСКО.
Главниот град на Македонија е родното место на Мајка Тереза. Повеќето луѓе ја поврзуваат Мајка Тереза со Калкута, каде што таа го направила најголемиот дел од хуманитарната работа. Сепак, многумина забораваат дека таа всушност е родена во Скопје во 1910 година. Денеска, во близина на плоштадот Македонија, во центарот на Скопје, ќе најдете спомен куќа музеј посветен на животот и достигнувањата на Мајка Тереза. Македонија има држава во држава. Откако Македонија стана независна држава во 1991 година, малото село Вевчани, сместено во ридовите на северно од Охридското езеро, се прогласи за првата микронација на Балканскиот полуостров. Вевчани имаше свое знаме и валута, но републиката не траеше долго и набрзо стана дел од најблиската општина Струга. Но и покрај тоа, мештаните се уште ја користат Република Вевчани за да привличат туристи. Тие дури и ќе ви дадат државјанство ако можете да пиете доволно локално вино. Македонија има пештера која изгледа идентично како онаа од Господарот на прстените. Сместена во западниот дел на земјата, пештерата Пешна е една од најубавите пештери на Балканскиот полуостров. Според New York Times, тоа е најблиското нешто што нашата планета го има до Хелмс Дип од Господарот на прстените. Дополнително, влезот на пештерата е висок 30 метри, што ја прави најголемата на Балканскиот полуостров и една од најголемите во Европа. Ако после овие факти сте добили желба да ја истражите Македонија, со сигурност ќе ви треба енергија и имунитет. А најдобри производи кои што ви ги даваат и двете се органските чаеви на Викис Organics. Не заборавајте да ја заследите Викис Organics на Instagram и да ја направите вашата прва порачка пред да го почнете вашиот поход за освојување на Македонија. Македонија е дом на вториот по големина крст во Европа. Видлив од речиси секоја точка на главниот град на Македонија, милениумскиот крст на планината Водно е втор по големина крст во Европа и петти по големина во светот. Висок е 66 метри, а изграден е во 2000 година во знак на сеќавање на 2000 години од христијанството во Македонија. Исто така, Македонија е дом на најголемата подводна пештера во Европа. Сместена во кањонот Матка, пештерата Врело е една од најголемите подводни пештери во светот. Имало неколку обиди целосно да се истражи пештерата, но никој се уште не знае колку е длабока. Последната експедиција достигнала длабочина од 77 метри, но според нивните изјави пештерата е многу подлабока од тоа. Првата земја во светот што има целосен пристап до бежичен интернет. Ова може би еден од најизненадувачките факти за Македонија. Сепак, во далечната 2006 година, Македонија стана првата земја во целиот свет која има целосен пристап до бежична конекција. Проектот го доби името Македонија се поврзува и беше спонзориран од Агенцијата за меѓународен развој на САД. Кирилицата, која повеќето луѓе ја поврзуваат со Русија, ја развиле на територијата на Македонија светите браќа Кирил и Методи. Нивните ученици, Климент и Наум, потоа го продолжуваат нивното дело. Климент го основал првиот универзитет во Европа, во градот Охрид, од каде што писменоста се расширила низ словенските народи. Единствениот рудник за рубини во Европа се наоѓа во Македонија. Веројатно не сте го знаеле овој факт, но Македонија е единствената земја во Европа која има рубини од природно потекло. И тука ќе го најдете единствениот рудник за рубини во Европа. Всушност, многу од скапоцените камења што ги гледате во познатите луксузни списанија потекнуваат од рудникот за рубини во Прилеп. Македонија е дом на единствениот рудник за талиум во светот. Лоциран на планината Кожув, Алшар е единствениот рудник во светот каде активно се ископува талиум.
Денес рудникот се уште содржи повеќе од 500 тони талиум, извор за создавање ретки минерали од талиум. Еден од нив е лорандитот, минерал кој може да произведе еколошки чиста енергија, но за жал, малку истражувања се направени во врска со тоа. Некои историчари тврдат дека лорандитот на Алшар бил користен за покривање на штитовите на војската на Александар Македонски, затоа што наводно лорандитот предизвикувал сончев одраз толку моќен што можел да ги заслепи и онеспособи противниците на војската на Александар Македонски. Според историчарите, тоа е една од главните причини зошто Александар Македонски го водел најголемиот дел од своите битки во текот на денот. Македонија има две знамиња. Кога Македонија стана независна држава, знамето беше поинакво од она што го гледате денес. И двете знамиња имаат ист микс на бои, а и двете имаат жолто сонце на црвена позадина. Сепак, првичното знаме го користеше символот на сонцето што беше откриен на античките надгробни споменици во градот Вергина, која се наоѓа во егејскиот дел на Македонија. Ова резултираше со спор со Грција, кој кулминираше со трговско ембарго. Македонија беше принудена да го смени своето знаме, иако тоа имаше малку смисла од правна гледна точка и го користи своето знаме од 1995 година. Ова не доведува до следниот факт, што е поврзан со спорот Македонија-Грција. Македонија го смени своето име и покрај тоа што мнозинството луѓе не го прифатија. Во февруари 2019 година Македонија го промени официјалното име од Република Македонија во Република Северна Македонија. Промената првенствено беше направена за да ја задоволи Грција и да ја спречи да стави вето на влезот на Македонија во Европската унија. Сепак, она што е интересно е дека промената на името се случи по референдумот што го бойкотираа речиси 65% од населението во земјата, што значи дека само 35% од граѓаните на земјата всушност гласаат за промена на името на Република Македонија во Република Северна Македонија. Никогаш Северна, само Македонија! Македонија го има најсилниот опиум во светот. Да ја завршиме оваа листа на интересни факти и информации за Македонија. Хај! Да, игра на зборови, апсолутно намерно. Луѓето во Македонија традиционално со години го одгледуваат светот на афион, а изненадувачки, Македонија е дом на најмоќниот опиум во светот. Опиумот што се одгледува во Македонија има 14 единици морфиум. Тоа е, речиси, двојно повеќе од единиците на морфин во опиум одгледуван во Кина, Индија и Русија. Филографери македонци, ова беше се за денешната епизода на Филографи подкаст. Ако ви се допадна, сабскрајб на мојот канал, лайк и шер на видеото за повеќе луѓе да дознаат за Македонија и да ја направиме најдобра туристичка дестинација во Европа, па и во светот.